Предлогот за гувернер на Народната банка председателката Силјановска Давкова веќе го испратила во собранието, но таа ни денеска не го откри името. За тоа дека партиски лица не може да извршуваат ваква функција, таа објасни дека законот важи само додека се на функцијата. Далиборка Демјанска ја вклучуваме во вестите на Телма од Вила Водно. Далиборка, што точно кажа Силјановска Давкова? Да, Билјана, Силјановска и денеска остана на своето дека не сака да го открие името на предлогот за нов гувернер пред новинарите, пред да го и официјално да го достави предлогот во собранието и таму да биде објавен и разгледан. Кажа дека нема да биде воопшто пречка тоа што дел од кандидатите кои што се вртат во јавноста се партиски лица. Меѓу кандидатите се и Трајко Славевски, кој што е актуелен председател во Советот на град Скопје, но и член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, исто така и Зоран Ставрески, кој не е член на ниту еден партиски орган, меѓутоа е надворешен советник на премиерот. Предлагам да ја чуем изјавата на Силјановска Давкова на ова прашање. Се одлучив, ама ви реков дека тоа не, па логично е. Никогаш не се кажува прво во јавноста, туку се испраќа до органот, бидејќи собранието одлучува и ќе го дознае. Да. Мола? Кој ќе биде испратен? Па денеска ќе биде финализирано пред да заминам за Италија. Некои од кандидатите што се вртат во јавноста се и партиски и вклучени во партиски органи. Меѓутоа тоа во законот не е дозволиво. Дали внимававте на тоа? Морам да ви кажам нешто. Законот не дозволува додека сте на функција, така вели членот, додека сте на функција, да знаете дека функцијата е инкомпатибилна со партиско членство. Така вели. Не вели дека ако сте биле некогаш, ние сме имале извонреден гувернер Петар Гошев, кој што бил председател на партија. Значи немало проблем. Во тоа работата е вие додека функционирате да заборавите на партиски влијанија и да се водите од предизвикот на професијата. Кандидатите за кои се наоѓаа во јавноста се сите, ако гледаме ние во поглед на експертското знаење, квалификувани. Тоа е факт. Мандатот на досегашната гувернерка Анита Ангеловска Бежовска истекува денеска. Таа беше 7 години на оваа функција и за време на тој мандат се соочи со бројни предизвици. И таа е една од кандидатите за повторно да стапи на оваа функција, но дали тоа ќе се случи, ќе се види по тоа што е предложено од страна на председателката Силјановска Давкова денеска во собранието. Билјана? Значи, двајца джентлмени и една дама се борат за гувернер на Народната банка. Главниот услов е стабилноста на денарот.